Ajde, deca. Ajde, deca. Ajde, Isuse. Daj ti na djecu. Stani ovdje, zemlji apostolata, rodi si, vera ta tvoja te spasula. Verujem u Isus, moj Gospod, Spasitelj, koji će pretrpi do kraja, će biti spasen. Ostvari se zemlja i vrli do mene. Ja sam tvoj od Gospod, doktor, Spasitelj. Isuse, stani i odi, Isus te isceli. Me isceli, oceli sve, me pozdravi, tvoj ljubov me napoli, roden su, tvoj ljubov tvoja, što nikoga ne zovila. Me isceli, oceli sve, me pozdravi, tvoj ljubov me napoli, roden su, tvoj ljubov tvoja, što nikoga ne zovila. Što sa každa naprava za tebe, da gledam, odam, slušam, ljubav Isuse. Sve je možno za onoj koji veruva. Neka ti bide svoje vera ta. Me isceli, Isuse, oceli sve, te ljubive, me pozljubi, svoj ljubov me napoli, roden su, tvoj ljubov tvoja, što nikoga ne zovila. Me isceli, oceli sve, me pozljubi, tvoj ljubov me napoli, roden su, tvoj ljubov tvoja, što nikoga ne zovila. Isuse te slakam, Isuse te ljubime, celi, oceli sve, me pozljubi, tvoj ljubov me napoli, roden su, tvoj ljubov tvoja, što nikoga ne zovila. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Slava ti, Isuse. Isuse naš, Gospode naš, Tatko tvoj Sin Isus i ti da живеете и вие заедно во нашите срца. Еве ние ги отвораме срцата, ги отвораме нашите души, да се наполниме со силата на љубовта, која никогаш не престанува. Ние сме согласни
да бидеме дел, да бидете дел од нас, да бидеме ваша собственост. Предаваме се во Твоите раце, Господе Исусе Христе. Го повикуваме името над секое име, името на Господ Исус Христос, да биде запишано во нашите срца, да биде запишано во завет на Духот, залог на Духот во срцата наши, да не преплавува љубовта. И ние сме здрави и исцелени во Исуса Христа и согласни сме и денеска во еден дух, си простуваме едни на други, никого не осудуваме, се покајуваме за секој грев, се покајуваме за гревовите на нашите предци и сме согласни Царството Божјо да слезе во нас, да биде внатре во нас, да го објавиме во нашите души и срца и велиме не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите души, во нашите семејства, во се што имаме, се што е од Исус, нека остане во секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замине и да не се враќа повеќе. Тоа е заповед на љубовта Исусова, да се љубиме едни со други, да бидеме ученици на семокниот Бог, да живее во нашето срце и Духот да зборува и да не води. Те молиме, Господе Исусе Христе, да ги отвориш овие живи слова и секому од нас да ни зборуваш, да ни покажеш како да се придвижиме, што да направиме, како да се отвориме, да бидеме еден дух, да те познаеме, Господе Исусе Христе, да ја познаеме Твојата љубов која никогаш не престанува, дека без Тебе не можеме да направиме ништо, но со Тебе, сакаме да бидеме со Тебе, да направиме се. Ние сме согласни и понатаму за исцелување на целата заедница. На сите што имаат физички проблеми, душевни проблеми, чувствени проблеми, да замине се што не е од Исус од секој еден од нас. Ние остануваме во верата, не отстапуваме, дека Исус треба да владее во нас, Исус да живее во нас, Исус да не управува, Исус да не обликува нас и нашите семејства. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Ке исчитаме некои стихови кои отвораат една структура. Матеј 19 беше. А 11 ученици, последното од Матеј, последните неколку стихови, Исус им се јавува на своите ученици, отидоа во Галилеја, на гората каде што им беше заповедал Исус. Па штом го видоа, му се поклонија. Ние го имаме тој момент, Исус се распнат, тие се разбегаа, не веруваа, неколку пати им кажуваат и сега потоа им вика одете во гората каде што претходно им зборувал, тие одат и повторно го гледаат и повторно му се поклонија. Значи затоа се оние стихови кои велат блажени се оние што не видоа, а поверуваа. Значи тие видоа и не поверуваа. Апостолите гледаа дека тој прави чуда, оживува мртовци, прави секакви вид на исцелувања, но се разбегаа, не поверуваа до крај. Значи веруваш до одреден степен и се враќаш назад. Верувам, поверува, увереност, значи верност до крај. Остануваш верен, му се поклонија, Исус им пристапува и им ја дава ова која ја толкуваат на погрешен начин и се прави цела една погрешна доктрина која ние ја имавме претходно како христијани, да се прекрстуваме во името на Отецот, Синот и Светиот Дух и крај. И тоа е тотално погрешно, бидејќи се немаш сила, силата е само во името Господ Исус Христос. Тој вели, вака им вели: Исус им пристави, ми се даде секаква власт на небото и на земјата. Значи, ако сум јас во Исус, ја имам таа власт. Ако му ја дадам мојата власт, власта врз мене. Секаква власт, секаква, нема ограничувања. Секогаш кога има ограничување кај некој од нас, не се променува ситуацијата, не е проблемот во Словото, бидејќи тоа не се враќа празно, не може да се врзе, тоа се остварува, проблемот е внатре во нас, не е доработен некој однос со Исус. И сега Исус им вели, одете и научете ги сите народи, крштевајќи ги. И точка го кажува тоа што они ги буни во името на Отецот
и Синот и Светиот Дух, учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал, тоа е понатаму, и ете, јас сум со вас, ова е добрата вест, преку сите дни до крајот на светот. Значи, тој е со нас, но нема да биде со нас ако не му дозволам да биде во моето срце. И тој вели сега вака: крштевајте ги во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Само овде го има тоа во Матеј 28:19, на сите други места заповедта е оваа: што и да побарате во мое име, вели Исус, од Отецот ќе ви се даде. Досега ништо не сте барале во мое име, вели Исус, од Отецот, барајте и ќе ви се даде. Кога 20 или 30 ќе се соберат во мое име, вели Исус, тука сум и јас. Кога 20 ќе се согласат за една работа во мое име и побараат нешто од Отецот, ќе им се даде. Името кое е дадено е Исус Христос. Што значи ова? Ова е опис на целата ситуација. Да го крштеваш во името на Отецот, значи да го крштеваш во името на љубовта. Се што работам за Отецот, значи тој, негова е волјата, негова е силата, негово е царството, но во името на Исус. Значи овде не се спомнува Исус, вели во името на Синот, значи може да биде Таткото, Синот и Светиот Дух, било кој, нема одредница, не се фаќаш за името кое дава. Во името на Господ Исус Христос, бидејќи Исус им вели излези од него, а ти кога бркаш демон велиш излези во името Исусово. Бидејќи ти не си Исус, значи го крштеваш во името на Отецот, тоа е љубовта, се работиш за Отецот, но вистински го крштеваш во името на Синот и се разбира во дух го крштеваш. Значи не е крштевањето во тело, тој што доаѓа по мене ќе крштева со оган и со Свети Дух. Може би ви е вака неразбирливо и тие прават доктрина на три личности: Таткото, Синот и Светиот Дух. И ти не знаеш кому да му се молиш, дали да му се молам на Светиот Дух, направиле молитви дојди Свети Душе, дали да му се молам на Господ, дали да му се молам на Исус. Ретко се моли кој на Исус, повеќе се молат на Господ, па и на Светиот Дух. Во православието има доста молитви и тука се прави таа забуна. Штом ти не го спомнуваш Исус, ја немаш силата. Тоа е име над секое име. Исус Христос е името на Отецот. Тешко е за разбирање од земно, затоа што на тоа име ќе клекне секој, на Исус Христос, а не на Отецот, Синот и Светиот Дух. Кој е Отецот, кој е Синот, кој е Светиот Дух? Во името на Исус ќе барам и ќе го правам, и тие прават погрешно таа доктрина. Тој само го дава описот, дека тоа е едно за нас е несватливо. Значи, кога ти ќе се претопиш со Исус, стануваш еден дух со него. Тогаш нема разлика меѓу тебе и Исус, нема граница. Он зборува низ тебе, како што Отецот зборуваше. Тоа е толку за секој и тешко е разбирливо. Одиме на ова поуката што е интересна. Па така поднесувај страданија како добар војник на Исуса Христа. Ние гледаме луѓе што доаѓаат во заедницата или слушаат проповеди разни, или кај нас слушаат проповеди и пеат и се молат и нема промена. Нема промена. Ние сега кога го почнаме тој циклус, кога почна, не преведуваш ме? Не, тешко ти е? Не, окей. Циклус на соочување и на внатрешно кршење и прокршување, да се соочиш, да ја примиш силата. Исус го вели тоа, да дојдам со стап, со сила или со сладок збор. Првин доаѓа некој со сладок збор, тоа е ова слово поучно, не го примаш, потоа доаѓа со стап и со сила, ќе сеќаваш болка во телото, кој ќе ти биде благослов за да не изгинеш целиот. Поднесувај страдање како добар војник на Исуса Христа. Значи, ние мора да бидеме свесни, ние сме војници. Војска сме ние, ако не сме војска, ние сме пажибозуци, ние сме дел од другата, 2 Тимотеј 1:3. Значи, да поднесувам, да издржам се што доаѓа, но треба да се држам во Словото, како правеше Исус. Значи, да останам во Словото. Да останам во Словото значи да останам во законот на љубовта. Љуби го својот ближен. Се што ме трга да не го љубам својот ближен, кој е мојот ближен, секој што е во потреба. Дури кај што вели љуби го непријателот твој. Значи го љубиш непријателот, не го мразиш, го препушташ, ставаш, како да кажеме, му велиш, оди, јас му припаѓам на Исус, Исус да те укори, она што му беше дозволено, нели, на Архангел Михаел, и последната етапа е кога му вели,
бегај од мене сатано во името Исусово. Значи да станеш негов ученик, да пребива Исус во тебе. Тоа е реален момент и Отецот. Вистински да ја запазиш, вели, заповедта, добар, чиста, се до доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос, чиста да ја запазиш. Мораш да се држиш до тоа. Ние сме во војска и размислуваме, во војна сме за души, дека треба да го љубам ближниот свој, како да постапам бараш помош од Исус. 1 Тимотеј 6:14. И сега ние сме во војна за души. Секоја душа ќе замине натаму или наваму, иако тоа не е крајно решение, односно крајен момент, може би не е зрел сега, ќе дојде понатаму, ќе се навикнеме да бидеме во таа војна. Значи не сме овде на одмор, сме го зборувале тоа, значи да војуваме, меч на духот и слово во заедништво со Исус. Време е веќе да почнеме да исчекоруваме, го земаш словото, бараш помош, кога некој е непослушен, изговараш во духот, во името на Господ Исус Христос, за тој и тој нема да одиш таму, нема да одиш, во името на Исус ти наредувам, на твојот дух му зборувам, не е присутен тука. Исусе, дај ми сила, дај ми насока, го користиш веќе како војник. Не бараш само помош, СОС, дојди, дај ми, помогни ми ова, не го употребуваш сила, бегај од мене сатано. Го врзувам тој и тој што го тера да оди таму, не знам, да пие, да се коцка, да се тепа. Значи, имам власт ако сум со Исус. Како рече, дадена ми е власт. Ако сум со Исус, ако немам власт, не сум со Исус, но бараш, викаш, ако треба ќе ти даде. Ако сме заедно во еден дух со Него и го знаеме, ќе се навратиме пак на тоа оружје Божјо. Мора да се облечеме. Сето оружје Божјо. Првото е шлемот на спасението. Ова е важен момент. Христијаните тука ја губат битката. Своите мисли, своите размисли, своите осуди, ќе почнеме неколку молитви, ќе се раскршиш и почнеш да размислуваш на своите мисли. Ама вака, ама така, овој ми направи, тој ми направи. Панк по главата. Не, стоп. Исус изчисти ми ги мислите. Шлемот на спасението. Секоја мисла да е покорна. Нема да мислам. Кратко кога ќе дојде тоа, ќе почне да ме вади светов, духот на овој свет, стоп, не дискутирам на таа тема, неколку реченици, Исус е песна, прославувам, шлемот на спасението. Значи, тоа е првото нешто, не размислувам со свој ум, Исусе, дојди, покажи ми, помогни ми како да направам. Вториот, вистина, појасот на вистината, сум се стегнал за Исус и не се пуштам. Значи го држиш Исус, не се пушташ. Исусе. Не е само еднашка па чекаш резултат. Нели, рековме, не си на рентген или на лабораторија па чекаш да ти кажа. Исусе повторуваш додека не се промени ситуацијата. Препашан си и врзан за Исус, не се пушташ, тој да се случува. Значи, паѓа нешто, првиот збор ми е Исусе, се случува нешто, Исусе, или во името на Исус, тргни се да не те гледам, Исусе, помогни ми да го решам проблемот со овој човек и така натаму. Најмалку што можеш да речеш, бегај од мене сатано, се разбира, не да го тепаш и да му викаш. Третиот момент е појасот на вистината, обувките на Евангелието на мирот. И ние ја имаме таа слика. Исус им ги мие нозете. И тие го повторуваат тоа. Зошто им ги мие нозете, не им е јасно. Па за да не одиш пак во калта, за да не одиш пак во повратеното, во глуеницата, да не си куче и пес и свиња и демоните влегуваат во тебе, тогаш си болен. Ти дава нови обувки на Евангелието на мирот, ти ги облекува тој. И ти одиш по тие обувки. Тие те вода, тој те води, без Исус не одиш нигде. Ти одиш да го шириш Евангелието. Зошто би одел јас во светот? Што ќе правам по светот? Гледам, ги одбивам работи. А имаме некоја работа, ми се јавува комшиката, овој ми звони, брат ми, братучерот некој ми звони она од Шведска врска, нема 100 пати му реков за Исус не ќе да верува, не трошам време на вас луѓе. Сум ви кажал 3 пати, 5 пати толку. Значи, обувките на Евангелието, ако работам за Евангелието и ептен кај што треба да работам, затоа што земам екзистенција, но гледам таму да сум во Евангелието на мирот, да работам нешто што е без Исус не одам никаде, после тоа оклоп на праведноста. Не осудувам. Не судам јас. Да, ќе дојде стариот човек, вака, овој така, стоп, Исус да ти намножи, да си жив и здрав, ти ќе си одговараш, биди благословен, се одврзувам, му простувам веднаш мораш да простиш, оди си врзан за него, може утре да умре и ќе остана врската. Простуваш се му простуваш, Исусе, ти го предавам тебе, ти си судијата. Значи, тоа е штитот на оклопот на праведноста, штит на вера, не се плашам.
Не се плашам, јас го гледам тоа, ако ќе видат луѓето, веќе го гледаат и ти мислат како некој фаталист, овој некој, како може тоа, знаеш, се ќаваат кога нема страв и тој се плаши после, иако е посилен од тебе. Тоа е целата, зашто да се плашам, кога мојот татко е семокни од Бог, тој нема да ме остави мене, тој испрати ангелска војска, ангели помагачи на овој век, како на Исус што ме помага. Имаме слика таму кога ги околува војска и кога слугата му вели на Елисеј или Илија, точно не ги знам, не е битни имињата, битен е моментот и тој му вика: Господару, па тие се илјадници околу нас, ние сме сами. Тој му вика: ќе ти и отворам очите, отвори му ги очите и гледа горе војска ангелска. Како Исус му вели: татко ми може да испрати 100.000 војска, но тебе ти е дадено да ме распнеш. Целата суштина е во тоа. Значи штитот на верата без исклучок ќе ги спречи сите вжештени стрели на лукавиот. Нема да те удрат. Не се плашиш, не отстапуваш. Значи, ние тука го имаме и мечот на духот. Тогаш ти тргнуваш во напад. А јас ви кажувам, кога ќе дојде силата, сме имале примери, бегаат демоните. Кога ќе се појави цела сила, не по моја волја, по негова, кога треба нешто да покаже. Значи, тоа е целото. И изрекувам слово во вера, со синапово зрно и се поместува било која планина. Значи, не сум на одмор во овој паднат свет. Ние сме во војна за души, не сме на одмор. И тогаш јас се навикнувам на таа состојба да повикувам кон Исус, да бидам слаб, да не действувам од себе. Себе се намалувам на скроз, ако можам да се изгасам, тој да се распламти тој дух и тогаш сум слаб и сум силен во Исус и можам да изгонам било што доаѓа. Било што доаѓа, да возвратам со оружјето, да војувам, да победувам со Исусовата сила. Да победувам не значи да ги истепам, да го победам светот, не да сочувам тоа што ми ги дал, никој од оние што ми ги дал да не изгубам. Се разбира, тука има сопствена волја. Ние гледаме луѓе, среќаваме, повеќе ние сакаме да се молиме да дојдат до Исус колку тие што сакаат. Тој си ги сака своите желби, својата волја и тоа е целиот проблем. Значи, ние ја имаме силата на љубовта која никогаш не престанува. Тоа е таа сила, неизмерлива сила. Значи го платија за 30 евреници она што не може да се плати. Исус е продаден, што не може да се измери. Тоа е вечната љубов која го држи светот. Пазете, силата на љубовта, Исусова сила, тога е кога сум силен во него, кога Царството Божјо е внатре во мене и јас се држам, кога ги кренам рацете, се полнам и тогаш можам да направам се тој што ќе ми даде, не јас што сакам. Зашто ако ти ја даде силата и ако си ти недоветен, сигурно тој знаеш, има во срцето, ти можеш да удриш со мечот и да ја распарчиш земјата. Сум ви го кажувал, тоа ви делува нереално. Значи, Царството Божјо го освојуваат силните. Тоа значи тие што се во Исус. Мораш да го освоиш, да промениш нешто, да оставиш нешто. Не да стоиш во стариот момент. Размисли што те влече. Кои се моите мајка, татко, браќа и сестри? Тој што ја исполнува мојата волја. Ќе оставам се, нема да се враќам назад, нема време. Нема време за да го трошиме времето на светот. Значи, тоа е кога сум силен во него и секојдневно ќе не напаѓаат луѓе околу нас, семејство, на работа, едни други соседи. Кога треба да имаме некоја служба, 100 пати се јавуваат. Луѓе што 100 пати си им кажал, 100 пати кажано, да речеме метафорично, за Исус не ќе да слуша и пак ти се јавува. Штом не ќеш да слушаш, немам време јас за светот да го трошам времето. Значи, обувките на Евангелието, мечот на духот, штитот на верата, работам за Царството Божјо и се навикнуваш да се бориш со тврда вера, не отстапуваш. Точно знаеш каде доаѓа духот на овој свет, тој исто има некоја сила и те заматкува со разни глупости, кои те тера да му се поклониш на зверот. Значи, не отстапуваш пред духот на овој свет, пред сатаната, не отстапуваш, му велиш не за сатаната. Од време на време објавуваш таму каде што треба, ќе се навикнат дека зборуваш за Исус, на почетокот ќе им биде овој за Исус, после ќе се навикнат како да е тоа нормално. Нормално, нели, да се задржиш, да се држиш, да издржиш, да ги поднесуваш сите страданија, ако ти исклучи од звезда, ако ти дува. Како добар војник на Исус Христос. Добар војник, значи има и лош војник. Ќе го напушти бојното поле. Ти му викаш да се бориме, да се молиме.
Посебно кога доаѓаат стихии, треба да се молиш, употреби го тоа, тој има власт на стихиите. Значи, пак ќе се вратиме на овој стих. Дадена ми е власт каде беше на небото и на земјата. Значи, на другата, до 28. Тоа е битно, за секој од нас се однесува. Можете да се опрете и стихи, ако сте во него, ако е негова волја, се разбира, или ќе се намали нејзиното дејство заради избраните. Овие стихови се однесуваат на секој од нас, нели? Јас сум со вас до крајот преку сите дни, дадена ми е власт на небото и на земјата над се, и мене ми е дадена. Кога сум едно со Исус, не јас да кажувам, тој да ме учи и да ме води. Значи, каде застанавме? Избор и сила на љубовта, значи, слава ти Господи Исусе Христе, неговата сила не сопива, кој верува во мене, од неговата утроба ќе потечат реки од жива вода. Јован 7:38, во Исус верувам, во Исус крштевам, во Исус се држам, во Исус се надевам. Тоа е името. Не е Отецот, Синот и Светиот Дух, општа фраза. Не знаеш кој е Отецот, кој е Синот. Во името на Исус, ако не кажеш, нема. Кога ќе речеш во крвта Исусова, во името на Исус се затресува се. Ако ќе речеш Татко, Господе, Господе, затоа вели тој не сите што велат Господе, 90% се молат Господе. Кој Господ? И муслиманите викаат Господ. Господ има име. Кој е тоа име? Не е доволно ни Татко. Зашто Татко викаат и муслиманите. Баба, Татко ги мешаат работите, овие викаат татковци, свети отци на земјата. И на луѓето им велат, имаш да мислиш за некој земен татко. Ние зборуваме за Исус, во Исусово име и Таткото небесен. Тогаш е одредницата и тогаш Духот действува. Значи тоа е тоа што е подметнато, а тоа, значи, жива вода, жива река е љубовта во сила која никогаш не престанува, како што гледате овие слова што извираат и што се вртат, со денови може да течат поуките, да се снимаат, значи нема крај тоа. Царството Божјо нема крај, љубовта нема крај, значи ако има време, веројатно горе се излеваат слова на љубов, на поуки. Ние само една мало синапово зрно е оваа Библија. Горе на небесата тоа е проширено, зашто ове е спуштено доле на разбирлив јазик за ние да го разбереме и да посакаме да се вратиме. Инаку горе е ова поинаку, неразбирливо е за нас. Нема таму личност и таму ти си во еден дух, во едно тело, ти си дел од телото. Значи ти си таму лактот, раката, вака на земјата кажано, за нас е тоа неразбирливо. Значи вечната љубов е таа која дава сила и тоа е тоа се можам со Исус кој ми дава сила. Го се држам за тоа, не отстапувам, се држам и оставам се. Ќе оставиш се, полека ќе ти помине. Кажи, речи, ова зошто, зој ќе ти рече, па заради тоа. Кажи ми, татко, што да направам. Помогни ми, држи се за тоа, да надвладееш, да побараш сила, да простиш, да побараш сила, да љубиш, да побараш сила, да не осудуваш, да побараш сила да останеш во љубовта, да побараш сила да се промени, да ти се промени умот, да не ти доаѓаат мисли што се надвор од Исус. Да можеш да останеш во мирот, да бидеш силен во Него, силен, да побараш сила. Татко, дај ми ја силата. И тогаш одиш напред. Да се промениш, мораш да се промениш. Седат луѓето во христијански заедници, од слушање, молење и пеење нема промена. Мораш да дојдеш да се соочиш на молитва, например, сега ние го почнуваме тој процес и гледаме кога се раскршува, каде е негде застанато. Некаде си се придвижил, те чукнал лево, десно, си имал искуство, си бил ваму, си бил таму, си оставил нешто, мораш да го оставиш духот на овој свет, тоа е ти што сакаш. Духот на овој свет е тоа што јас си имам замисли. Јас знаев на крајот на животот, иако ме водеше тој пред 10 на 15 години, дека ќе работам за Господ, ама не знаев како. Ја мислев ќе си одам во некој манастир, ќе си уживам, ќе си палам свеки и никој нема луѓе да ме нервираат. Не сосема спротивно, видите, јас го знаев тоа внатре, ама не знаев што значи ова, да го оставиш светот комплетно и во духот на овој свет да се вратиш во светот, зашто тој што прави зло ја мрази светлината. Тој не оди кон светлината, не ќе ова да го слуша. Светлината го осветлува, бега од ова, ги затнува ушите, не го интересира. А тој што прави во Исус заедно, оди кон светлината, за да се прослава
делата на мојот татко внатре во секој од нас, да се родам значи во духот, да бидам вистински син, ќерка, татко. Јас го ќе решам татко, луѓе се затресува се отвара се и веднаш имам, како да ви го објаснам, немам тело веќе, немам болки. Се враќаат кога се вратам во телесниот свет како аларми. Значи моментите докај сум застанал во телото. Но телото се исцелува моментално. Слегува сила од небесата. Кој Син Божи, кој се претопува, кој го познава таткото и Исус Христос, во името на Исус татко дојди во моето срце и ме раѓа во духот. Јас сум во духот и полека го оставам телесниот човек комплетно. Значи да служам, да се променам, да ме искалем и да ме промени, да ме роди, да ги оставам сите желби. Не вреди ништо на овој свет човеку ако го немаш Исус. Утка е. Затоа вери, тој оставил татко, мајка, куќа, зе, а не добил повеќе. Не вреди тоа, вреди. Не значи да не се грижиш. Кој не се грижи за своите. Ама заради тоа да го оставиш Исус е утка. Ке ти помине животот, пак ќе мора да одиш низ оган повторно, а тука си близко. Видете колку сме ние близко. Малку треба. Фати се за Исус и не се пуште. Мораш да промениш нешто. Не можеш да живееш на стар начин, ако не знам што седиш таму, седиш ваму, имавме сега и со Валентина. Раскрши нешто сега, да ја даде Исус сила да се додржи. Кога ти се отворат работите, ти доаѓа бесот, нели? Луѓето што правеле, ќе видиш кој правил, што правил, како правил, ти доаѓа да вратиш. Не, татко, веднаш простувам, да се одврзам. Сватете го тоа како страф, ако не се одврзеш, умре човекот, врзан си. Нема спас после. Не си му простил на петко заминал, врзан си со тоа. Те ограничува. Може би може да се надмине, не можам да го дискутирам тоа што не го знам, но подобро да му простиш веднаш. Јас веднаш простувам татко на сите што ми правеле. Простувам, се одврзувам, ти благослови ги, ти си судијата. И готово мене ми е лесно, јас сум веќе одврзан. Ако треба нешто, не рековме, значи духот, вистината е во Исус и духот на којому се поклонувам, служам е Исус Христос и тоа е таа изворна вистинска природа. Мојата вистинска природа е духовна, значи се враќам и го сеќавам тоа, кој ќе ги затворам очите и ќе помислам вако ќе кренам раката, дека горе над мене, над главата од Царството Божјо постои светот на вечната љубов. Ние не можеме да го разбереме тоа. Нема да сакаш да се враќаш овде. Овде е толку затруено. И Исус затоа плачеше со солзи крвави. Мој жал за луѓето. Степенот на нељубовта е фрапантен. Колку се затруени од духот на овој свет. Тоа е целата суштина. Значи, духот е изворна природа, дух сум во суштина и сега овде сум врзан со сатанската природа. Духот на овој свет ми нуди разни вредности кои се минливи, значи се тоа е паднато и ти тоа го ставаш пред Исус, значи не ти дозволува. Духот на овој свет не ми е потребен Исус за да го надвладеам тој дух, да го истиснам и да го препознам духот на љубовта. И сега одиме да го распалуваш Божиот дар, Божиот дух кој Исус ти го даде, значи да го распалуваш Божиот дух кој е во тебе. Кој е во тебе, значи тој е во тебе, самиот живот, 2 Тимотеј 1:6, самиот дух кој е вдахнат, тој е Божиот дух, тој е едно пламенче или кој гори како канделце и ако не му даваш масло ќе изгасне, ќе светка колку да живуркаш. Значи мора да се распланти тоа кој е во тебе, значи расплантување во духот, обновување, водна бања и прочистување во словото. Сме ги зборувале тие работи за да му дозволам, например, да го живеам Исусовото слово на љубовта, да го живеам, да сакам да го живеам. Значи тоа да ми е на прво место, да му дозволам на Исус да живее во моето срце, тоа е реалност. Не е ова фантазија. Да ме направи силен, да ме направи исполнет со љубов која ќе прелева. И луѓето ќе го гледаат тоа било која вера. 2 Тимотеј 2:1. Значи, Исус Христос ти е благонаклонет на секој еден од нас, дозволи му да те направи силен. Му дозволувам, ние ти дозволуваме, Исусе, да не направиш силни, да надвладееме се, а предходно 2 Тимотеј 2:1,
ги има стиховите Сине мој, пазете го ова. Исто се однесува и на Керко. Значи, Исус ти е благонаклонет, дозволи му да те направи силен. Таткото ти зборува, а ти читаш тамо некои стихови, не можеш да го разбереш. Дали му дозволувам? Пазете, дали сум јас негов син вистински? Да речам, татко, во името Исусово, надвор од собранието, демони на лопови, надвор да изгори се, пламенен оган да изгори, не отстапувам, ќе дојдеш и ќе ни помогнеш, сигурно ќе има промени ако не отстапувам од тоа. Чiji син сум јас или керка? На небесниот татко или на некој друг? Нели? И овие ќе ги читаме крајнови како пораки кои се интересни. Радувајте се секогаш, што и да се случува, јас сум во Исус. Молете се постојано, дај ми сила, Исусе вака, Исусе така, после престануваш да се молиш, говориш мечот на духот, заповедуваш, благодарете за се, зашто таква е волјата Божја. Не каснете го духот. Мораш да му дозволиш да се промени. Ако се држиш само за твоите мисли, не може. Пророштвата не ги омаловажувајте. Овде он зборува и за Стариот Завет, а ние ќе имаме пророштва еден од друг што слуша, што се случуваат. Се испитувајте, треба да се проверува, се разбира, не сам во духот. За доброто држете се, тоа е Исус. Клонете се од секакво зло и самиот Бог на мирот ќе не освети наполно во се. Значи, тој ќе не освети и еве што сме ние. Целиот ваш дух едно, душата и телото. Значи, ние имаме три елементи за да разбереме. Духот кој е вдахнат од него, тој е Отецот кој е дух и на почетокот Отецот и духот се исто. Тој е татко на духовите. Душата сме тоа што е вдахнатиот дух во материја, станува жива душа. За нас е несватливо. Значи тој рече и од овие камења ќе направам лепови, говорници ќе вдувне дух и тие ќе станат живи. За нас е тоа несватливо. И телото е од земја, од кал направено за да знаеме таа падната природа како треба да се надрасне. Значи тој ќе не сочува чисти се до доаѓањето еве го на нашиот Господ Исус Христос. Значи крштеваме во името на Господ Исус Христос, татко го крштеваме овој човек. Тоа е само показ, општо кажано да разбереме што значи тоа Отецот да живее во дух комплетно во Исус и да биде духовно воден. Тоа е истото. Тоа е се Отецот, а ние го викаме Исус, бидејќи тој рече тоа е името што ни е дадено. Значи, како што вели тој, се до доаѓањето на вашиот Господ Исус Христос. Тој е нашиот Господ. Таткото и Исус се едно, и како што вели Исус, ако сум јас едно со вас, со таткото и таткото едно, и вие да бидете едно, тоа е тоа што треба да го научиме вистински во духот. И така е натаму, верен е оној кој ве повикува, верен, тој исто е нов глагол, поверува, верува, увереност, верност, верен, до крај. Значи, јас сум со вас до крајот на светот, претходно го читавме, и тој ќе го направи сето тоа, за да спаси секој еден од нас. И така натаму, молете се за нас да имаме сила, и на крајот вели, ве поздравувам со свет целив. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, што ја излеваш твојата сила, и што не исцели однатре, и што не променуваш, што не придвижуваш, да исчекориме, да не стоиме во истата кал, на истото место, да застанеме на свето место, да не облечеш во обувките на Евангелието, да се движиме во духот. Десната патека е духовно движење, не е телесно, не е тоа движење натаму наму. Тоа значи со Исус да одиш, само со Исус, било каде. Ти се движиш од телесниот човек во духовниот. Тоа е процес на умирање, болен процес, да оставиш нешто, да оставиш своји мисли, чувства, спомени, желби, стариот паднат човек. Болен процес е, го гледаме ние кај разни луѓе. Не сме само овде, поминуваме, некои не доаѓаат, заминуваат. Ке дојде до моментот и се враќа назад. Целата суштина е во тоа, како вистински да му предадам се. Се мораш да му предадеш. Се, духот е први над тебе, тој слегува сега над нас. Ке не искапе и ние се враќаме во светот.
Духот треба да се наполни со полна возраст на Исус. Комплетно. Ништо немаш други желби. Тоа е реалност. Постепено, чекор по чекор. Ќе ти покаже, нема да те вознемирува ништо. Ни смрт, ни живот, ни оган, ни вода, ни стихии. Ништо нема да те вознемирува. Ти стоиш во Исус, стоиш, се држиш во сето оружје Божјо. Ти си тогаш надприроден. Значи светот се растураше, стојам во една, значи страфи, значи како коцкал, слагалка од коцки, се растура, планини, мориња и луѓето вреска, а ти си лош Бог, сакаме дома. Тој ги враќа дома во материја низ огнено езеро. Страшна сцена е тоа. Но кога ќе го разбереш дека таков е начинот за да се прочистат луѓето, да се спасат, нема друг начин. Ако им дојде им се покаже во сила, сите ќе му се поклонат лицемерно, од страф. Тој доаѓа како обичен човек. Дојде како Исус кој беше обичан, го истепаа, го обесија, го измачкаа. Ако знаеа дека е Бог, ќе се разбега, ако се покажеше во сила, да дојде преку Павле, преку Стефан, преку Филип, преку луѓе доаѓа кои се слуги, кои можат да поднесат, да се спуштиш овде на земјата, во оваа долина на сенка смртна и да останеш во силата на љубовта. Тогаш сите гледаат дека тука има нешто, како што вели, имало нешто таму горе, наш уметник. Па да, има, ама ти ќе заминеш наскоро. Сета дарба што си ја потрошил, тоа нешто горе се вика, не е Отецот, Синот и Светиот Дух, туку Исус Христос се вика. Тоа име ни е дадено. Зашто тоа ни е видливо, ние не можеме таткото да го видиме, ќе се расправавме чие. Исус го гледаме. И тој е феноменот. Блажени се оние што не видоа, а поверуваа. Ние само на фрески сме го виделе. Не е тоа Исус на фреските. Не е таков. Он не е материјален. Видете, а ние го гледаме него во силата на љубовта внатре во срцето. Тоа се тие блажени. Кога ти ќе го видиш, нема да сакаш да се вратиш назад. Што барам во овој свет? И ќе му се откажам на еден тој другар, добар другар, ама 100 пат му кажав за Исус не ike. Ој, кажавме за Исус лажеш, крадеш не икеш. Ти исто, не губам време со вас, не можам. Ако сакате да се промените, на колена пред семокниот Бог, покај се тука доле да видиме, ако сакаш. Имаме тој пример. Умира богат човек, го викат еден познат слуга Христов да го покае. Разбрал дека ќе умре. И дошол слугава Христов и тој горд, ајде да ме покаеш. Не те покајам, си отишол. По 3 дана пак, ама дојди покај ме, ќе умирам, готов сум, умирам. Не си за покајување, пак си отишол. И третиот пат го викнал, легнал на земја и почел да плаче, се покајувам, прости ми Господ, сега ќе те покајам. Видите, тоа е тој момент. Не можеш ти горд со себе, со товарот на собствените желби, со духот на овој свет, да го примиш залогот на духот во срцата наши. Не можеш да се исчистиш од стариот. Тој процес треба секој од нас да го направи. Нема да бидеш истиот човек. Без разлика дали имаш физички, психички или не знам што, ќе исчезне тоа. Ќе ти даде крилја, ќе леташ, не знам. Значи, се е можно. Нема ограничување. Верата колку си напало зрно и ти ќе се промениш. Ќе се промениш, сигурно е. Не ги имаме пример. Имаме еден пример, например со Љубиша. Вера имаше колку дете, се промени ситуацијата. Видовме ние толку брзо, никаков напор немаше. Тој се молеше, ние се молевме еднаш, тој остана во вера и состојбата се промени. Имаме и други состојби. А и треба да се стават на свекник. Тоа е суштината. И сите немаме иста приказна. Различни сме, различности има, кој, зошто и како, тој одредува. Не знам јас, често ќе ме прашат дали вака да постапам или така, дали на овој начин, не знам, избери самиот, но гледај го Исус пред тебе. Немој да го вртиш погледот, значи фати се за Исус и низ Исус гледај ситуацијата. Не низ себе си сигурно ќе погрешиш. Ќе се истепаш, например, со соседот што се заканува дека ќе ти убие жената зашто крадел пари и го фатило. Ма бегај Сатан од мене, тоа му кажав, што? Не му вика воопшто. Тој ќе го знае тоа. Кога ќе му кажеш во името на Господ Исус Христос, следниот пат демоните што се во него знаат со кого имаат работа. Ако не послуша, потоа доаѓа со стап. Освен ако радува и радоста твоја да биде полна за навек
Амин. Амин. А сега ќе пееме Исусе златен, слава ти Исусе, ти го давам срцево. Да кажеме 62. дека овде има ети двајца млади и многу убави од Москва. Ај, Русија и Да Македонија. ги видите. Ајде. Нови приклучени вечерва. Еви. Ова е чудо од Русија. Неверојатно. Сме имале од Канада, од Окей. Австралија, од Нов Зеланд, сега и од Окей. Русија. 62. Да, Да. Екатерина. Да.